Економист по професија, градинар во душа. Вака накратко може да се опише 25-годишниот Андреј Рајатовски, кој во јавноста стана познат под псевдонимот Градинарот. Откако почна самоиницијативно и волонтерски да уредува зелени површини низ градот. Идејата за да го прави ова дошла поодамна, инспириран од неколкумина креатори на ваква или слична содржина. Андреј решава од Словенија, каде што живеел околу една година, да се врати во Македонија и она што никој дотогаш не го правел, да го направи тој. Работата ја доживува како уметност и ужива, како што вели, во она што го прави. Имам економски факултет завршено пред 2,5 веќе години, 2023. Дипломиранок на Кирил и Методи универзитетот. Имам работено по струка, би рекол неколку, па и скоро речиси година и нешто. Имам работено се и се што во животот и пред тоа и после тоа. Последно живеев една година во Словенија. Се вратив септември пред да го почнам да го работам се тоа и планот ми беше да речам да го работам ова. Иако првично ги уредуваше најблиските паркчиња, пешачки патеки, тревници во близина на неговиот дом во Скопски аеродром. Сега раскажува не само што почнал тоа да го прави и на подалечни локации низ Скопје, туку и надвор од главниот град. Не знам точна бројка искрено, ама сигурно се преку 20-тина катчиња од градот, што помали, што поголеми. Тие што ми се досега објавени, мислам дека имам некои си 4 или 5 видеа од локации што не ми се уште објавени. Мислам дека се 4 во Скопје и една е надвор од Скопје. Така да, здравје Боже, ќе видиме. Сега и да не кажам доста ладно, овој период не е баш за работа, ама е за подготовки за сезоната која следи. Спомна една надвор од Скопје, каде може да ни кажеш? Да, во Кочани организиравме една интересна акција, мислам дека беше минатата недела, ако не се лажам. Но тоа видео ќе го гледаме, здравје Боже, после Нова година. Целата опрема ја набавил сам, немал никакво претходно искуство. Вештината ја стекнал, работејќи во дворот, во својата куќа. Некое ситно искуство што сум имал, што сум работел во мојот двор и инспирацијата што ја добив од странските креатори некако спои на неколку работи и ете почнав да го правам. Плановите за напролет се големи. Андреј вели има доста идеи кои чекаат да бидат сработени, но што од сето тоа ќе успее да реализира, додава времето ќе покаже. Целта му е, вели, еден ден професионално да се занимава со хортикултурно уредување, но и тоа да се случи, завршува, дека ниту тогаш нема да престане со добротворните акции за уредување на зелени катчиња низ градот. Со план и стратегија во септември почнав, сега за сега окей, здравје Боже, на пролет како што кажав би сакал доколку успеам да си отворам сопствена фирма за хортикултурно уредување на приватни имоти. И доколку го направам тоа, не би прекинал да уредувам јавни катчиња од градот на кои што има потребна таква помош, бидејќи сметам дека се за општествено добро и мене пред се ме исполнуваат. Иако првично почна да работи сам, сега вели има голем број на граѓани кои волонтираат и му помагаат во уредувањето на зелените површини.